Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, во денешната епизода ќе обработиме глава 4 од книгата Дела, во која читаме за последиците од втората проповед на апостолот Петар. При првата негова проповед за време на празникот Педесетница, кога Светиот Дух се спушти врз Исусовите следбеници, околу 3000 луѓе поверуваа, се крстија и се придружија на црквата. Да видиме што се случи за време на неговата втора проповед. Ке почнеме со читање на глава 4, стих 1. И уште додека тие му зборуваа на народот, пристапија кон нив свештениците, старешината на храмот и садукеите. Сакам да забележите нешто многу важно во однос на оваа глава. Прво, сетете се кои беа луѓето кои го предводеа прогонството против Господ Исус. Зарем не беа тоа религиозните водачи? Во стихот кој што туку го прочитавме, се вели дека свештениците, старешината на храмот и садукеите им пристапија на апостолите додека тие проповедаа. И всушност во овој момент, како што ќе видите од стиховите кои ќе ги прочитаме, започна прогонството против првите христијани. Не сакам да ме разберете погрешно. Јас не тврдам дека сите религиозни водачи во тоа време ја прогонуваа црквата. Верувам дека имаше и такви кои се обратија кон Христос и поверуваа. Таков пример е Никодим, а во книгата Дела се вели дека и некои други фарисеи веруваа во Христос, иако не се спомнуваат по име. Но, интересно е тоа што кога Господ Исус беше прогонуван и распнат, прогонството беше водено од фарисеите, а овој пат Лука вели дека садукеите им се спротивставија на апостолите. Зошто? Бидејќи садукеите не веруваа во воскресение, а Петар проповедаше за Исусовото воскресение. Како што напоменав при проучувањето на Евангелијата, во првиот век садукеите беа така нареченото либерално теолошко крило во еврејските кругови. Тие не веруваа во чуда, туку само во тоа што може да се објасни со разумот. И денес има многумина такви, кои се нарекуваат христијани, но го отфрлаат надприродното во писмото и веруваат само во оние нешта кои можат логички да се ги објаснат. И искрено ќе ви кажам дека низ годините, како пастор, јас сум трпел најмногу опозиција токму од таквите луѓе. Некои од нив дури и се трудеа да ме замолкнат и да направат се што можат за оваа аудиопрограма воопшто да не продолжи да постои. Како и апостолите во првиот век, така и јас се соочив со нападите на религиозните водачи. Се разбира, не велам дека опозицијата со која тие се соочија и онаа со која јас се соочив се исти, бидејќи апостолите минаа низ многу посериозни неволји и закани по животот. Стих 2. Огорчени што тие го поучуваат народот и навестуваат воскресение на мртвите во името на Исус Христос. Ете го главниот проблем поради кој садукеите се побунија. Знаете, и денес можете да се соочите со слична ситуација. Ако на луѓето им зборувате за Господ Исус, како за некој добар морален учител, тие најверојатно ќе ве слушаат без никаков проблем. Но, моментот кога ќе го представите во вистинско светло, како Господ и Спасител, како оној кој умре и воскресна, ве уверувам дека ќе се соочите со сериозна опозиција поради тие тврдења. Но, ние треба да останеме верни на пораката на Евангелието, а не да им угодуваме на луѓето или пак да им го кажуваме тоа што сакаат да го чујат. Стихови 3 и 4. И кренаа раце на нив и ги ставија под стража до утрината, зашто се беше веќе завечерило, а мнозина од оние што го слушаа словото поверуваа. Бројот на тие луѓе беше околу
5.000. Некои толкувачи на писмото веруваат дека оваа бројка се однесува на мажите, не вклучувајќи ги и жените. Ако тоа е вистина, тогаш можеме да претпоставиме дека во тој ден повеќе од 5.000 мажи и жени се приклучија на црквата. Ова беше вистинско духовно пробудување. Луѓето слушнаа кој е Господ Исус, што тој направи за нив и поверуваа и тргнаа по неговиот пат. Очигледно е дека иако Петар 3 пати се откажа од Господ Исус, сепак тој негов грев беше простен, а потоа Бог на моќен начин го исползува за својата слава. Патем, сакам да знаете дека Лука не ги преувеличува бројките. Навистина, толку голем број на луѓе ја прифатија христијанската вера во еден ден. Стихови 5 и 6. Утредента се собраа во Ерусалим нивните началници, старешините и книжниците, првосвештеникот Ана, Кајафа, Јован и Александар, и сите што му припаѓаа народот првосвештенички. Ана и Кајафа се спомнуваа и при заверата против Господ Исус. Истите луѓе, а и други кои им се придружија, ги прогонуваа и христијаните. Стихови 7 и 8. Откако ги поставија во средината, ги прашаа: со каква моќ и во чие име го направивте ова? Тогаш Петар, исполнет со Дух Свети, им рече: началници народни и старешини израелски. Забележете дека апостолот Петар не беше крстен со Светиот Дух, туку исполнет со Светиот Дух. За разликата помеѓу тие две нешта зборував кога ја обработувавме глава 2. Но сакам да повторам дека кога една личност ќе поверува во Господ Исус, таа се крштева со Светиот Дух, односно го прима Светиот Дух во себе. Потоа, низ својот живот, таа личност треба да се исполнува со Светиот Дух, кој ќе ѝ даде сила храбро да сведочи и живее за Христос. Стихови 8 и 9. Ако денес не испитувате за доброто дело што му го направивме на болниот човек, за да кажеме како е тој излекуван, тогаш нека ви биде познато на сите вас и на сиот народ израелски, дека овој стои здрав пред вас во името на Исус Христос од Назарет, кого вие го распнавте, кого Бог го воскресна од мртвите. Апостолот Петар повторно зборува за Господ Исус, за неговата смрт и воскресение. Стихови 11 и 12. Тој е оној камен што од вас дзидарите беше отфрлен, кој стана камен темелник и во никој друг нема спасение, зашто под небото нема друго име дадено на луѓето, преку кое би можеле да се спасиме. Ова е еден од најпознатите стихови во книгата Дела. Под небото нема друго име дадено на луѓето, преку кое би можеле да се спасиме, освен името на Господ Исус Христос. Зошто Петар вели дека спасението е во името на Господ Исус? Зборот име се однесува на целата негова личност. Кога го прифаќате Исусовото име, вие го прифаќате него како Господ, како Спасител, ги прифаќате неговите поуки, како и неговото спасоносно дело. Спасението е само во името на Господ Исус, не во името на некој друг така наречен Бог, или во името на некој пророк или познат религиозен учител, или пак кај бајачите и гатачите. Продолжуваме со читање. Стих 13. А кога ја видоа смелоста на Петар и Јован и дознаа дека тоа се неуки и прости луѓе, тие само се восхитуваа. Сватија дека и тие беа со Исус. Што значи тоа дека Петар и Јован беа неуки и прости луѓе? Некои луѓе веруваат дека апостолите беа неписмени луѓе, но тоа не е вистина. Тие можеби беа сметани за неуки во споредба со членовите на Синедрионот. Стихови 14 и 15.
Но, гледајќи го излечениот човек, како стои со нив, тие нема што да им возвратат. Затоа им заповедаа да излезат надвор од Синедрионот, па почнаа да се советуваат и да се прашуваат еден со друг, велејки: што да правиме со овие луѓе? Зашто и големото чудо што се случи преку нив, познато име на сите што живеат во Ерусалим, и ние не можеме тоа да го одречеме. Дури и садукеите не можеа да порекнат дека се случи чудо. Тоа е интересно во однос на чудата на Господ Исус, а и на апостолите. Никој не се осуди да ја оспори вистинитоста на истите. Нивните противници ги обвинуваа дека прават чуда со помош на зли сили или пак им забрануваа да прават чуда, но сепак не можеа да докажат дека тие дела не се вистински. Патем на садукеите им беше јасно дека Петар и Јован беа предводници на многу силно и влијателно движење кое започна во Ерусалим и не знаеа како да се справат со тоа. Еве го нивното решение, стихови 17 и 18. Но, за да не се разгласува ова по народот уште повеќе, строго да ги заплашиме да не зборуваат повеќе никому во неговото име. И кога ги повикаа, им заповедаа воопшто да не зборуваат, ниту пак да го учат народот во името на Исус. Забележете го одговорот на Петар и Јован, стихови 19 до 22. Но Петар и Јован им одговорија и рекоа: пресудете дали е справедливо пред Бога вас да ве слушаме повеќе отколку Бог. Зашто ние не можеме да не зборуваме за тоа што сме го виделе и чуле. А тие, бидејќи не најдоа ништо со што би можеле да ги казнат, ги заплашија и пуштија поради народот. Зашто сите го прославуваа Бога за она што се беше случило. Човекот пак, над кого се случи тоа чудесно исцеление, имаше повеќе од 40 години. Апостолите Петар и Јован беа многу јасни во нивниот став. Тие не сакаа да бидат послушни на луѓето, а при тоа да покажат непослушност кон Бог. Ваков став треба да има секој христијанин. Да не се обидува да им угодува на луѓето, доколку тоа значи дека треба да постапува спротивно на Божјата волја. Нека ни даде Бог да имаме таква вера. Стихови 23 и 24. И кога ги пуштија, тие отидоа кај своите и им јавија што им рекоа првосвештениците и старешините, а овие штом ги слушаа, еднодушно го подигнаа гласот кон Бога и рекоа: Господаре, ти кој си го создал небото и земјата, и морето, и се што се наоѓа во нив. Овие стихови ни опишуваат црковен состанок, кој се случи веднаш откако Петар и Јован беа пуштени на слобода. Како резултат на се што се случи, наместо да се жалат и негодуваат, овие христијани почнаа да му се молат на Бог и, како што ќе видите од следните стихови, тие го славеа Бог за делата кои ги направи помеѓу нив. Нивната молитва започнува со тоа што го нарекуваат Бог Господар, кој ги создал небото, земјата, морето и се што се наоѓа во нив. Со други зборови, христијаните во Ерусалим го исповедаат Господ не само како создател над се, туку и како некој кој ја има контролата над целиот свет. Ова е многу важно и црквата постојано треба да ја има на ум оваа вистина. Бог е тој кој владее со целата вселена. Бог е тој кој ја има контролата над се што се случува. Христијаните во Ерусалим се соочија со прогонства, а сепак беа свесни дека нивните животи не се во рацете на луѓето, туку во Божјите раце. Без разлика низ што минуваме, добро и корисно е да се потсетуваме дека Бог владее над се. Стихови 25 и 26.
и кој преку Светиот Дух со устата на нашиот татко Давид, својот слуга, си рекол: зошто беснеат народите и луѓето намислуваат празни работи? Се дигнаат царевите земни и кнезовите се собраа заедно против Господ и против неговиот помазаник. Овие зборови се запишани во Псалм 2 и се пророштво од страна на царот Давид, кое се однесува на Господ Исус Христос. Би можеле да кажеме дека човековата бунтовност против Бог ја достигна својата кулминација на Голгота, каде Божиот Син беше распнат на крстот. Стихови 27 до 29. И навистина се здружија во тој град Ирод и Понтиј Пилат заедно со незнабожците и со народот израелски против твојот свет Син Исус, кого си го помазал ти, за да го направат она што однапред го беше определила раката твоја и волјата твоја да се збидне. И сега, Господи, погледај на нивните заплашувања и дај им на слугите своји наполно слободно да го проповедаат Твоето слово. Не знам за вас, но јас сум воодушевен од верата на овие христијани. И покрај тоа што прогонството против нив, што туку почна, тие го прославија Господ за можноста да го проповедаат Евангелието и за тоа што можат да ја извршуваат неговата волја. Интересно и тоа што тие не побараа Бог да го прекине прогонството низ кое минуваат, туку се молеа за храброст и смелост, за слободно и без страф да го проповедаат Евангелието. Тоа е вера. Не само да бараме од Бог да не поштеди од страдањата, туку и кога минуваме низ страдања, да бараме сила да ја исполнуваме неговата волја. Нека Бог по неговата милост ни даде таква вера. Стихови 30 до 37. Полагајќи ја раката своја за исцеление и да се случуваат чудесни знаци во името на Твојот свет Син Исус. И откако се помолија, се затресе местото каде што беа собрани, и сите се исполнија со Дух Свети и слободно го проповедаа Словото Божјо. А народот што поверува имаше едно срце и една душа, и никој ништо од својот имот не го нарекуваше свое, туку се им беше заедничко. Апостолите пак со голема сила сведочеа за воскресението на Господ Исус Христос. И имаше голема благодат над сите нив. Не постоеше ниеден меѓу нив што имаше потреба за нешто, бидејќи оние што имаа ниви и куќи ги продаваа и парите земени за нив ги донесуваа и оставаа пред нозете на апостолите. И секому му се даваше според неговите потреби. Така, Јосиф, наречен од апостолите Варнава, што значи син на утехата, Левит, родом од Кипар, кој имаше нива, ја продаде, ги донесе парите и ги положи пред нозете на апостолите. Првите христијани беа толку духовно зрели, што се ги продаваа имотите и парите ги даваа на апостолите, за тие да ги дадат таму каде што се најпотребни. Некои луѓе велат дека и денес христијаните треба да имаат ваков вид на пожртвуваност. Јас пак мислам дека не можеме да им поставиме ваков стандард на христијаните доколку тие не се на тоа ниво на духовна зрелост. Овие луѓе ги продаваа имотите и донираа се што имаат не затоа што некој им го наметна тој стандард, туку бидејќи самите сакаа да го прават тоа. Тука ќе ја завршиме денешната епизода. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify.
Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.